Ако Харли Дейвидсон може, зошто не и Дукати? Лично првиот човек на италијанската марка потврди дека работат на развој на електричен моторцикл за кого засега се знае само дека ќе се појави во 2021 година. Ваквото свртување на мотоиндустријата кон струјата не треба да изненадува. Некои производители во електричните технологии гледаат шанса за светски пробив. Меѓу нив е и рускиот Урал, познат по своите моторцикли со приколка. А токму таа им дава предност бидејќи овозможува сместување на поголеми и потешки батерии. Така електричната верзија на Урал има автономија од 160 км, а за поубав изглед е ангажирано калифорниското дизајн студио ICG. Тајванскиот Кимко има друго решение. Специјално за електричниот скутер iONIQ се развиен цел систем за замена и заедничко користење на батериите, засега само на домашниот пазар. Иновативните технички решенија предвидуваат изнајмување на неговите батерии, што таму ќе може да се стори на дури 30.000 места по примамлива цена од само $10 месечно. Овој скутер е достапен во две верзии кои чинат меѓу 1000 и $1.600. За други компании пак електриката отвора сосема нови, досега непознати можности. Една таква е германската e-Rocket, која својата креација ја класифицира како хибриден електричен моторцикл. Со него се ракува лесно како со велосипед и со помош на струјата и човечката сила без проблем постигнува брзини поголеми од 80 км на час и може да се вози и на автопат. Батериите му овозможуваат автономија од 120 км, а цената во Германија му изнесува 12.000 евра.